Здраво, другари, здраво, Crypto Revolution. Това видео ќе пробам да го постирам, ама не знам Facebook дали YouTube ќе дае да ми го... За кој сум јас? Кој сум јас? Јас сум интелект. Покажи респект. Сега ќе ме цензурират. Тони Зен. Мој омилен пејач, ще ќе удареме еден сад, другари, кој ми е пишал најнормално секој што ќе земам брат да онадова. Комшиката ми пишала, македонец, од те не може никој да се скрие, се гледаш. Другари, не сум многу шпион, не ти знам името. Брат, се гледаш. Брат, камерата дека ми е стајана, ако земам да ви ја сликам, ги ви кажем, има едно големо дрво, елка, може да 15 метра и ми е стајан на гранката што гледа на улицата. Камерата е црна и е скринена точно, што до неја да стоеш, нема да видиш. Камерата иначе, не може да ви покажеме токава квадрче, блинк. Ја би ги донесел у Македонија, само тие ќе наплакат $10 на месец за фул, $3 е за медиум и $2 е за... Не знам, за минутажата како беше там, за клаудо се плакеше, али сериозна камера, сериозна брат. Славе знае, може да потврди. Мува да прилета, мува да фаќа, брат. Ја такво нешто немам видено, брат. Кој сензор го има таа камера, толку маленка на батерии, на Duracell батерии. Работа 2 месеци тие батерии. Брат, не знам. Блинк. Го система е тука. Го блинк система, гледате дека е скрин од цвеќето и тоа фактички зима од рутеро и ја покрива. Ово чудо тука, замислете си, покрива на 7 соби и 3 вициња, тоа сакам да кажам огромна кукетана, како зграда е, покрива го целиот радиус на камерите, дека ништо не може да прелета, братче, и да улезе тука. Али да не филозофираме, не сме за крипто тука, другари, така да, мои другари мили, умреме, загинаме и па сме тука. Значи, 2 негативни коментари на 600. Фала на сите за позитивните коментари. За еден месец ми беше стигнала за 600 коментари. Брат, не знам дали ги број ја тие што надувам. 600 коментари за еден месец е сериозна бројка на YouTube. Фала ви за сите, да знаете и там литат центи. И фала на сите што пишаа, гледаш дечките, брат, што кажам, мислам никој нема ваква публика, ниту Мандар, ниту Лазаров, ниту Боки 25. Гледаш брат, гледаш што вика брато. Тука пак сгрешам дека не сум. Толафија. Се ми се предеја јајца. Брат, одставил таква слика, братче. Зашо бе не го дава еднаш као... тука го дава, брат. Ова е нов, да. Ја викам, кој беше овај? Браво, дечко, изненаваш, нема кој ќе идеш макада да не снимаш, добар си проложи. Не бе, друга. Ке до Македонија ќе снимам, како може да не снимам. Там дури со Славе планираме, ќе седнеме на тркалезна маса, ќе викаме гости, ќе има потака ау. Ќе правиме дебати, планираме ќе Иван да отидам у ово. Сакаме нив да ги со нив да направиме на дебата. Те го видеото. Јас извинјавам, али после треба тоа видео да стоја запомнато да го гледам, не ми излаваше. Сакам да го гледам, да видам там типчето се испуштил некои клучни информации, кажал за некој сега да не го тупам. Брато, овај треба да се крием од него Македонија, дека треба сериозен бул маркет оти оваа мускулатура. Брато е сигурно на 15 белки, 6 тека и кој ти знае колку пиво може да испие. Така да, од брато треба да се паземе. Ако видиме сите, бегаме од кафаната. Ако части он, одеме сите пиеме. Чим има пара за таква мускулатура. Зашо не може да го отворам, брато? Чим имаш пара, брат, ти за таква мускулатура, братче, ти ке не водеш на најаките места. Не знам од кој град беше. Не може да запомнам, ке ми извини. Де кој дова? Тука сум. Не знам, брато, од кој град кажа дека или не е ни кажал. Чуден акцент има како некош коментарите треба неколку пат. Чекај, дека беше пишал. Не знам, чуден акцент има. Брато, да се кажа од дека е. Од некаде е, ама не знам од дека е. Беше пишал, ама слава, ние мала меморија. Али брато, има пара некоја луда, има да частева, че имаш пари, брат, за такви мускули, имаш пари да не частеш
Мивца, трябва да се метеш малко на брато. Гледаш он шо вика. Не беше тая брат, кой беше пишал бе? Брато, шо е пишал Блажо? Кимо ще повече коментари или по-голяма поддръжка, фало шенаш за инфо, не им се замаря таквите луги, що знаеш метрите македонците. А Кина игра много паметно и полека, но сигурно се позиционира много добро, щета, що наши кличари е директ против Кина не стават в лоша позиция, наместо сусите да сме в добри односи. Брато, како мене, брат. Брикс. Значи, Блажо знае дека со Кина не трябва да си играем, за разлика от некои други мои приятели ще ми викат, брат, защото на тея Кина той е банана държава. Не имам документи, идеш ми се той един другар, ще ми го беше кажал да вземам ионски билет и идем. Не знам, не съм таков населен човек, не знам, забите ми се ще да му извавам, брат. Кина била банана държава. Армия каква направи, градови, 50% от населението го направи от средна класа. Викам, брат, некои македонци там и от приятели, и от роднини, другари, от роднини не толкова, ама много ми одат онова наинатли, брат, че сакат да се заядат со мене, разбираш, и не може да ги разберам, брат, сакат да се зафркават, не разбират дека тия сериозни теми. Брато, Positive Mind, брато, ваков тип, имате ли вие другари? Имате утре събаяли. Гледаш човек. Къде добиваме безплатни информации, па още да частиш? Знае се кой ги части, само здрави и живи, да има бул, пасокевки, части има бул, всеки има само търпение. Защо е, брат, 600 позитивни коментари и криптогейминг и Positive Mind и другите? И, брат, дай бе с тая име, я не можете да запомнам, брат. FX, Васил бе, Васил G. Дека си ги набутал тия, брат, FX. Що ти е то FX? Не ти знам това е FX, що ти е, ама Васил G. Васил, брат, ќе го забравям името, май. Тепките викаме Херкулес. Пошо, брат, гледай нас коски и кожа, брат. Сега Васил, извини, откочени, брат, Васил няма шанс да се помним. Те помним колко Херкулес, брат. Мене, нем да се врегеш, брат, мен некой да ми вика Херкулес, това за мен е комплимент. Ако вземам за Херкулес да направям подкаст, ке попадете унес. Ке паднете унес, брат. А планирам 3D машини да донесам в Македония и Херкулес имам първо да ви го изпринтам. Херкулес ке зър, гледаш, брат, кой надъмък ти остава, кой е комплимент. Тай тип не е митология. Баткови... Мапата... не я покажа мапата. Да успеям да донесам в Македония. Нем, брат, да го изгубим куферо. Имаме резервна мапа тук. Значи трябва да донесам в Македония, да я изкопирам, да я средам. И после нови... насите ще коментирате. Ако успявам да направя мапа там, да не ми трябваше някои ванземарски пари тия там кочанци. Еднъж къде ми беше потържил за едно смешно... Тега знам колко на колко беше. Пола метър на пола метър, някои луди суми, брат. Викаме, вие... ние си ценеме ово. Те чуят милионери, мислят дека я, брат, имам така отвише пари, брат, какви си тия, брат, суми некои там у Македония ги кажуват. Ще я не може да разберам, аз съм 11 години селен, ама сачи Боже, викам луги да долу Скопие да живам, комотно, колко пари? Брат, 1500 евро. Какви сте 1500 евро, брат, кофта е живот? Са по кафани, какви сте 1500 евро, брат? Че вие тук с 1500 евро ке одете по ресторанти. И аз ще ги знам тия ресторанти квалитет. Разбираш, нели, 50% оф, 20% тия за локалците ще си. Какви сте 1500 евро, другари? То 1500 евро е повече долари. Какви сте, брат, суми там от Скопие, what the fuck? Няма да вече аз съм от Скопие. Ето кочени, брат. Малска проданица на пишанка. Зависли, брат. Малската проданица, гайва пиво и шо да и се отдушим овия. Не сум я, брат, богат. Сиромащия луге, заебанците на страна, защо и правим вие заебанци, да я обърнем, няма смисъл, брат. Знаете ли колко съм ми радовал, нека да ми прочита коментара, брат. Сега, тук Васил, а.к. Херкулес. Брато, заебавам се, ако може се налути там да наземем и спесни часите. Васил, не забравя, ние имаме оръжие. Заебавам се, фала на Василчо. На здраве пивото, криптогейминг. Брат, дай кажи, защо ти е криптогейминг името? То знаеш дека сек ке те прашам и забравям. Защо ти е криптогейминг, брат, ми е интересно. Не играеш, я не се кявам да си игра Axie Infinity за мене.
Стар Атлас, мислам дека те разбрав дека енос од профито ќе купиш ја компјутер и ќе се уклучиш да играеш, ако помнам. Ама даш кажи криптогейминг, зафанал ли си го името, шо е работа со криптогейминг? И гледа го тргнеш тоа 3-4-5 или е вике зафанано името. Криптогейминг е интересно име. Знаеш дека до сега се забравам да те прашам. Шо пишел на здраве пивото, модело е добро пиво, овде нас не е нешто по... Мене ми е интересно, брат, ко видов у Охрид, не знам кој правиш од тие малите подкасти, брат, на 5 маси видов модело и Корона. И на еден другар викам, шо е работа? Вика тоа, вика елитно пиво Короната. Бе. За моделото не се кјам шо беше чел. Короната викам елитно пиво Македонија. Шо збориш, викам, брат? Короната у Америка пие, вика жав, затоа што америчкото пиво само ненормални луѓе го пијат. Америчкото пиво унатре со GMO, со корн сироп и со многу штетни пестициди чуда. Ја го имам еднашка на многу јака апликација што забранија скенирано, брат, тоа беше таму 5 high risk чуда имало унатре. И затоа пијам органско пиво и пијам, да речем, од Мексико пиво. Разбирате ли, од Канада, од надвор. Македонија, македонско, некој вика што не пиеш македонско пиво. Донасат го балканскио, тука до мене има српски балкански, на 5 минути, на 5 минути, на 3 минути со кола, што се вика. Има и луѓе 6 и 8 долари некој пат е пивото и го искупуваат за секунди. И тај никош не донаса големи количини. 6 кој беше Скопско? Дап со многу јако пакување, се бев изненадил, као демек некоја србано ме кажа, као демек ја па се забрам македонците ги прашаме, кој знае да пише, као демек германците дојделе да го купат нешто дапли, филозофијата дојделе да го купат дап и овие нашите не келе да го продадат, па германската технологија ја прифанале и од тога ја направиле многу добро пиво. Ја тај дап што го бев пробадал, беше оддамна, другари стварно беше многу добар. И сега не се сеќавам дали Крали Марко, брат, бев пил тука. И постои ли такво Крали Марко пил? Као деца имаше, сеќавам се. Ама тука дали има пиено Крали Марко, стварно не се сеќавам, брат. Оти можна и бугарите да имат Крали Марко, а можно и србите да има Крали Марко пиво. Не се сеќавам, матно ми е големо пиво со жолто. Дали Марко Крали беше качен на кој? Де ако ме подсети некој не ме држи меморијата, јас се извинувам, пошто тоа беше пред... Тоа Крали Марко е пред цели 8 години, брат, и стварно ми е исчезнано од овоа. Али Дапи Скопско ви викам 6 до 8 долари едно шишенце. На тај страна викам, брате, шта ти е, шо е, брат? Ама мене ме кошта ово, но, ама тука мислам дека оно плакат некој данок за алкохол и за тоа таа цена, нешто ми кажуваше. Посетете ми, другари, лупам, али мобето беше, фала на другарите, гледаш и овај Климент. Ајде, полицијата отиде. Климент Чакар, гледаш овека, брато. Другар, ние треба да частнеме пиво, вино, чај, а после були кафана. Гледате ли, бе, брат? Гледате ли, брат? Спасовски Марко, за кютекси другар, не ни краши филма. Пиво е слабо за тестостерон гуги, полека. До душа, управо е, треба вино да се пие, ама Марко не ги плаши сега луѓето, брат, треба да ме частеат пивци. Че е право да изчастеат, после одеме со тестостерон. Караман Лейс, бъде се обвързано в Бервайко Сумилия, в Гимир, Ада, ETX. Која бе таа ETX, бе, брат? Шо зборе, бе, брат, ова е? Карамалис, да даеш објаснение или си сгрешил, ја никош немам купено од ова. Шо ова, брат? Нешто е сгрешил буквите. ETX. Карамалис, објаснение да даеш кој е таа ETX, брат. Ја не се сеќавам нешто с ETX. Карамалис е грешил нешто. Ево, брат. Цинцо, брат, ама Чинчо си по, ја треба да те прекрстаме, брат. Не можеш, брат, Цинцо. Чинчо, ама Цинцо си цинцаре. Цинцо цинцаре, ама гледай, брато, 9 пива, брат. И Цинцо ти вика тебе. Те треба да ти викат, брат, Крали Марко. 9 пива, вика.
не одил да со извинение до ВЦ и Цинцо, ја мислам од Цинцо повеќе пиво никој нема испиено Америка. Нема. 10 македонци, срби, бугари заедно што ги знам дека пијат да се соберат. Ја мислам дека никој нема повеќе од Цинцо испиено повеќе пиво. За вино не се кеам дали става вино. Ама од пиво нема никој повеќе испиено. Никој. Тоа глава сечам. Кој друг беше пишал, бе? Овај брат, му нема видено, знаеш. Рајко Серафимов. Не сум нов, али слабо коментирам, подршка брату. Изгледа сум го прочитал од пред тоа. Не може другари да ме извините да ви запомнам ово. Чекај, што сака, брат Стевковски, цар си. Фала, брат. И некој мен да ме пофале, брат. Божиновски, чекам коментарот да ми довршиш. Не верувам дека имаш дозвола за сите оружје, после ми пишал нови правила, сега ќе чекаш 5 години да ги извадиш. Какви си тие по нови правила, брат? Да ми пишеш, братче, тука не ти стигнало известување. Какви си тие нови правила 5 години, брат? Стварно не знам. Дај некој пиши некој ако види коментарот какви си тие нови правила у Македонија за оружје. Зашо би се смениле тие нови правила? Што се има случајно за да го сменат? Не ми е јасно. Не ми текнува. И тоа е. Ова е од Штип типчето. Ке земе паричка. Веќе му е дадено, мислам дека ми пиша. Веќе ги добил токените, нивните и Кобо остануваше кеш. Значи 100 кеш, ово значи 100 е добил и 150, значи $250 Боре се више добил. Што ќе биде камерман за старатла за трките. Чека да го земе 100 кешото е, гледате кога од како ќе заврши со трките. Ќе го изрекламира Фефтов. Тоа после сакам да гледам емисијата, да видам тај нешто кажал доста интересно за НАТО. Треба да се гледа таа емисија. Мобето другари треба да има и заебанци. Holy shit, тоа после, кој текне само да не забравам. Иначе, другари, мојата јахта у Мајами, другари, заврши овака, чекаме подобар бул маркет и нема да може да ве возам на Охридското езеро. А ово е од Кочани, типа од Кочани, ја го познавам. Тие беа од Штип тука, Борис и компанијата. Славчо беше таму. Freaking senator or congressman I want. I make the laws. He who has the Bitcoin makes the laws, Rand. We're not going to just sit around and let the goddamn congressman tell us what to do. We've got the capital. We make the laws. We've got the Bitcoin. They don't. We got it. They don't. Do you understand? Euros are going to... Ово, другари, е Макс Кайзер. Типо е русин, кој што живееше, ако не се лажам, у Њујорк. Таксист. Да не е КГБ. Знаеше ми ги управите за биткоин. Мислам дека е милиардер. И он кога збореше за биткоин, збореше на овај начин и сите го мислеа дека е луд и никој не купуваше биткоин. Нема шансе да е американец. Не се кеам дали е доселен, знам дека има амерички пасош, не се кеам дали е доселен или роден тука, од руска фамилија. Знам дека од руска фамилија и дека овај кога збореше за биткоин, ја го имам видено дури пред нели јасно да речем 11 години, значи овај кога збореше, тоа беше, појавуваше се на, не се кеамше на кој платформи се појавуваше. Ја викав, ова е ненормален, брат. Ова е ненормален. Ова е секој кога се појавуваше, ја мислам дека 99% од луѓето престанува да веруваат у биткоин. Ама тај му е пристап. Сите го прави ненормален, типот милиардер и има само биткоин. Ништо не верува. Плука и Кардано, плука и Ethereum, сите коини други ги кажуваат дека се шиткоини и дека не ги бива. Само биткоин.
Само биткоин го интересира. Јас се извинувам. Мобето е, другари. Much of history died with it. When the library Тука of крена Alexandria по-лошото. burned, how much of history died with it? They say it held the knowledge of the ancient world. All of it, every scroll, every theory, every star, ever mapped. Built in Egypt, when Egypt still remembered. It Срцето ми wasn't се just кене, a брат. building. It was a brain, a memory, a beating heart of science, mathematics, astronomy, philosophy, even things we still don't understand today. They had surgical tools we only reinvented 1,000 years later. Descriptions of machines we still can't build. Maps of stars we only confirmed with satellites, thousands of years ahead of us. Then it burned. Nobody knows how or who. Some say Julius Caesar, some say religious zealots, others say it was fear, because what was stored inside was power. When it burned, we didn't just lose books. We lost blueprints, cures, ideas, dreams. 1,000 years of progress erased in smoke. Не е 1000 години, The Dark другари. Ages didn't come after 50.000 the fall of години. Rome. Maybe they began the moment we set fire to the library that could have lit the world. Точно е дека не е изгорена под Ватикане. Але, другари, мобето не е изгорена зашо е битна. Тај степен на интелигенција што се го имале, брат, ние сме 0,001% од они што се били. Не е изгорена, туку е под Ватикан. Има луѓе што се читале, што се виделе и ја мислам дека до 2035 треба да се дознае голем дел од вистината. Ние македонци, другари, колку и да не плукат, ние ја имаме изградено најаката библиотека која што никош во историјата не е повторно изградена и не е постојала. Со знање достапно за сите. Александар Македонски не е точно дека е одил да освојува. Александар Македонски е уидел да ја најде вистината и да го ослободе тогашниот антички свет од злото, тоест е забранил робство, забранил е секс со деца и со животни, колку да ви е чудно, забранил е да нема безправно да убиват и животни и уште тоа време животни и луѓе. За растенијата како се грижиле, тоа е, брат, ја ако зборам ќе ме направат ненормален, тоа треба да го прочитате за да го верувате. Растенијата у времето на Александар Македонски се биле sentient being. Растенијата. Пчелата е било, значи Александар Македонски ја носе на неговиот армор. Значи пчелата е била божество кое што ако пчела не постое и светот нема да постое. Значи знаеле се, значи од цел свет са ги секој брод и секој место дека се иделе да го ослободат, са ги земале тие книги, са ги припишале и са ги ставиле во библиотеката, се ставиле достапни на сите тогашни цивилизации да дојдат да проучат и заедно да откријат се. Оти една глава сама не може да откодира. Повеќе од различни локации можат. И Римската империја, најголемото зло кое што ден денеска не владее заради тоа што го имат заробено во. И после тоа сме 2300 години живееме у ден денешен мрак. Ако мислите оваа дрвена шупа дека е нешто достигнување и овие компјутери, другари, многу се лажите. Мобето кое, зашо се ја брмлам за ово е да најавам дека у мојот канал другиот што ќе го планирам да го правам, ама сега многу луѓе ме терат, ајде спомни, гледате, добивам и на гледаност, плюс па и тие гледајќи ово ќе упаднат у крипто, сега ќе ми извинете сите кои неките слушате, премотнете.
Мобето е, другари, я верувам дека се били слични на мене, пошто гледате, јас седам и сакам да дознавам вистината, не мора да значи дека сеш кој живееме точно. Нели на 600 коментари пред дека гледаш ја почнам нешто па не се докажам, на 600 коментари позитивни, само 2 негативни, од кој еден ми пишал брат, абе ти шо збориш, ништо што кажа не е точно, јас затоа викам, на брато ќе му давам и 30% намаление за Криптоакадемијата, па и беше пишал, ти па и Криптоакадемија ќе отвараш, зашо ти таа Криптоакадемија како стилу. А уствари затоа што постојат такви луѓе, гледаш пишале и ја го видов известувањето на телефоно, али не можев да го дочитам затоа што не знам зашо YouTube ако има сум забележал негативни коментари ги тргне, валјда да не оде дискусијата погрешно. Гледам нема ни дислайкови и гледа дека 600 коментари за месец позитивни, само 2 негативни, нели тај ден пишал да ми јаеш муш молите. Другио, нели овоа и валјда самиот YouTube се одлучува да ги тргне, да ги тржив, не можев да наам дека се коментирале. Последните видеа валјда, ама тебе немаше ги, што е доста чудно. И мобето е треба се Криптоакадемија затоа што луѓето очекуваат ја да кажам октомври, ноември, декември, тоа е јако, знаев дека е точно, ќе бев милиардер. Значи се е претпоставка крипто и информациите се изменуваат. Може да бидат најдобрите информации, утре да улезе во бул маркет, да се случи нешто, информациите се менуват. Затоа што не можеш брат ти да ми пишеш коментар, абе ти што кажа, ништо не стана, ништо не е така, ништо не се оствари. Брат, како ќе се оствари ако ние имаме жив маркет, живи луѓе што местат, манипулират, нови купуваат, други паничат, продават и најбитното е другарче што една работа не разбираш. Најбитното е дека ја не може да сум погрешил затоа што кога идеш тука и тоа е само нагоре, брат. Значи ја не може да сум погрешил. Ја не можам точно да погодам кога ти да продаваш, брат. Јас знам кога да продавам и ти треба да знаеш кога треба да продаваш и сите што не ја одговара, што мислат дека лупам зелени глупости и дека не сум прав, вие треба сами, секој ја го им купено биткоин на 3000. Како може да не сум прав? Етериум на 90, на 200, како може да не сум управа? Како може да не сум управа, брат? Сега не можем ја точно да погодам на секој ти на колку си го купил да ти прави математика. Си доеш во академијата, ќе си платиш, ќе седнем и ќе ти направи математика. Вака пишуи си коментари, YouTube ќе те банира, ќе те блокира и тоа, губиш си го времето. Ама еве, ја ако сум таков злобен, нема да ви, ако сум ви го ја избришал, зашо да ви го кажам ово коментаро? Еве, ја го кажувам, дека ја не сум ви го. Еве, како е ово? Како е Ethereum, брат, што сам кажал лошо? Еве, гледаш го, ако е тука така, значи нормално е тоа. Значи, еве, тоа е нормално, брат, да не стои нон-стоп тамука. И па ги надуви се, они губат, разбираш и не знаат и гледа ги моите видеа, не ги разбира, за джаби ги гледа, нервира си. Брат, ки ти извадам видеа, дека ти што си кажал, ништо не е точно. Брат, видеото сега што сум го направил. Утре дента може да по новите информации да не важи. Ако е тоа, јас сега сум го кажал или пред една година, и ти да се држиш на тоа, па ја тогава зашо да правам? Ја тогава ќе сам направил видео пред една година и пред 4 и крај. И ги чекаме после 4 години да станат чуда, така ли? Ние да треба така во крипто, другар. Значи, во крипто секој ден може да се деси. Да има breaking news, за тоа и Криптоакадемијата ќе треба да звонаме и луѓе, ало. Тоа се случува. Бегајте таа берза, продавајте тоа, значи и јас сега не може да го кажам тоа ти, не сум финансиски советник, бе, брат. Ајде бујрам, плати ми, да доам да ти направиме на портфолио, да видиме дали тоа што кажувам нема да биде така. Тука многу просто едноставно, 4 години, 8 години чекаш. Не може, брат, некој ќе опаднал еве пред дури една година у Ethereum, разбираш ли? 3000. Така ли? 3413, па не е многу. Пред една година е паднал и они сега паничат, брат. Паничи за $500 разлика, да речеме. Паника. Не е, брат, не си ништо изгубил. Кога ќе видиш тука дека ја гледаш, че не е ништо изгубено. Ќе оде, без паника. Ништо, брат, нема страшно. Они сакат, брат, утре преку ноќ. Не да требате така, брат. Еви, ово е тука, да, 0.94, 0.42. Али кога ќе направиш овака, не може па сега датата да најде, што се блокира. Имат проблеми, имат нешто кој маркет кап. Значи, мобето е, другари, да не ја филозофирам, ќе си дојдете на академијата, ќе си платите и ќе ве научам. Ќе
Ке научам, братче. Гледате ли Cardano Ада, колко е, брат, цивилизиран газдата, ще го измислил. Я мразам Ripple от дното на душата и славе. Али креатора на Cardano не го мрази. Я шо вика дека креатора на Cardano вика за Ripple цар, дека е цар. Замислете си. Конкуренция шо му е, шо от Ripple най-веки плукат по Cardano, историски гледано. Cardano гледате, совия креаторите на Ripple. Он няма никакъв проблем, а овие, брат, я купувам само Ripple. Брата бе, купи си Cardano, купи си Ethereum, купи си Bitcoin, купи си ги сите, не значи дека я ако ги мразам и ако не ги взимам, дека и вие не трябва. Значи за това е тай, гледате ли? Тук съм го тръгнал. За това са овие тук YouTube канали. За това се гледате, 6 луги активни има. От Америка се четворица, един от Германия и един от Шведска. Няма никой от Македония. Айде речем, македонците спият, така ли? 537 от Америка, от Северна Македония 100. Значи македончето нищо не го интересира. 100 е много мала бройка да дремат нон-стоп. Значи 100 луги дремат само да разлистуват, да тражат информация на веб-сайта за криптореволюция. Другите, братче, само те таковки се появя, ке гледа нещо да изплука, да извреге и шо ке постигнеш, що таки пишеш това. Ке ми извадил видео за я ще съм кажувал, нищо не изпаднало така. Чартови има, брат. Преди 11 години коя е цената на биткоин, на Ethereum и на Cardano, то е, ние се мачваме сега да найдем сите на коя цена се продава. И аз знам, що ги правя, ама, кажувам ви, финтата е да сте сега, да ги видите овия драми, да ги видите, ако я кажуваме, ке падне утре на 8. И дори го кажа в едно видео, ако не се лажаме, подсетете, дека ако падне, ке падне на 85, да речем, на 82,300 и дори мислям, я слава помно, гледаш, слава помно, що съм мишал. Моя мозък не е да помне така, моя мозък е по дневна информация, той случай. И повече луги ми пишат, що замараш, изпадна за това, ако падне, на колко ке падне. Ще съм кажал. Ама проблема ще напишу от коментари, проблема ще дремеме упоръки. Тук е проблема. Другари, финтата е да натрупате крипто и да чекате да видите цена на кой отговаря. Мобето е, я 100% не съм изпаднал право, да речем, я викав дека няма да падне по 90,000. Падна. Ама, брат, по правило трябваше да не падне по 90,000. Машината употреби, брат. Кам некои да видиме, којата е бак, истрагата, дека е, за пари, нели, за финансовиот свет се работи. Дека е да видиме како падна, зашо овие баш продадеа баш, како овие продадеа и уист момент бак и уист момент после купија, назад па. Брат, премногу случајности не се случајности. Јас сега тие работи не ги објавам, ама јас следам и волите и молите, не само од вчера, брат. Јас следам па исто работи што не ги прикажувам. Пошто сите се прават памети. Не ги прикажуваме, дете си ги сами. BlackRock и Fidelity купили за 253 милиони. Че нивни медиуми се појавуват bear market, ке умреме, ке загинеме, паничат луѓето продават, а они виши продаделе па пуштат ги тия медиуми и после купуват. Јас се како американците ке забранам, брат, че продај купи, ако више излават у јавноста да брмлате дека тоа е еднината, дека да... Ако не излавајте у јавноста и не брмлајте. Продавајте, тредајте, ваше право си, ама ти, братче, пушташ твои луѓе, новинари да брмблат, да плашат луѓето и после ти си тај у најголемите бројки што продаваш и ти си тај у најголемите бројки што купуват. И вие ми викате, ама ти не погоди. Че гледаш какви изроди имаме ние работа, брат. Шо толкова гиганти што Америка ништо не може. Манипулирате берзата. По правило на сите позитивни информации биткоин не смееше да падне под 90,000. Изманипулираа го и надеја го. Че јас сум пат делумно право. Затоа што имаше бак и имаше луѓе, милиардери што излават јавно, скажуват дека тука нешто не е уред. Ја не можам да изсопрам на тие да манипулират това. И треба да се научите тие работи ќе се случуваат. Ако си нешто дупката, чекај, уште не е бул маркето завршен. Ке има, ако немам бул маркет, чекаш 2030. Ама ти рече оваа година. Предпоставка е оваа година, брат. Може се деси нуклеарна војна. Во земјани, гледаш метеори, комети, чуда идат. Се може да се деси.
Све, може да се изключи. Гледате на Coinbase беше паднало, берзата и беше паднала. Значи се може да се деси. Еде, Binance сега ќе обвинуват за финансирала, прала пари и чуда. Пак и се закачат, пак и почват да ја зборат за тоа што американците си ги фаворизират нивните криптоберзи, кои што се страшно по-скапи да се купува, да се продава и да се трейда. Другари, ние сме у жив свет, ние сме у сатанистичка, манипулативна, технолошка сфера. И, брат, јас сам кажал, ама ти кажал, как и ти звавам сечуци, брат? Какви сечуци ки зваваш, ти мозок имаш у таа глава, брат? Предпоставка е, гледај под секој видео шо вика. Да ти викат, брат, ти ко ги викаш дигитално неписмени, тоа е блага верзија, треба да речем за нешто многу по-дека си. Че овоа видео не е финански совет, неписмен ли си, бе, брат? Доста ми вади, земи прочите, овоа видео не е финански совет, ова е мое размислување, ова е мое размислување за тоа зашто тоа е возможно да се случи во криптосветот. Овде никој не знае со 100% сигурност и се е предпоставка. Шо кур го гледаш, бе, брат, видеото да ми вадаш и сечуци, ко ти си неписмен да прочиташ, гледаш. Немојте да ставате пари во криптосветот без сами да донесете одлука за каде ќе вложите ваши средства. Значи ти си морон што дозволуваш ја теб да те манипулирам, да ме гледаш и дека точно да веруваш слепо дека октомври, ноември, декември ти ќе станеш милионер. Значи ти, другарче, што съм ми пишал, ти си морон, брат, ти не си дигитално неписмен, само ти си морон. Со извинение, да, морам да го кажам дека си морон за тоа што еве гледај, ова видео не е финански совет. Значи како јас сум управо, кој јас си седам, ово е гласно размислување. Седам, братче, се исто наместо да си мислам, јас сум решил да направам подкаст, тоа сум го пишал во групата на Facebook, се нема да го отворя, сум пишал, другари, јас ќе седам и гласно ќе размислувам што ја мислам. Ама ја одмислам и го кажам, ја не сум го направил тоа, ниту сум продадел и мислам дека ќе е bear market, ниту сум кажи го кога беше првиот bull market, не сум го продал на 69. Јас си зборам што може да се деси, што може да се случи. Ставам си предпоставка, ама моите коини си стојат. И вашите може да си стојат, пошто нели од кафе сте ги сменили, од цигари. Не е финански совет. Значи ви и вашите пари може да си стојат и да се ги чувате, и кога вие одлучите и само вие дека после 4 години тај bull market или вториот bull market да донесете одлука и да си одлучите што ќе правите. Тоа е. Значи, брат, овде никој не знае со 100% сигурност и се е предпоставка. Ја глава сечам таа кога видел ова. Немој да ставате пари у криптосветот без сами донесете одлука за каде ќе вложите ваши средства. Значи ти си дозволил некој што не го познаваш да те манипулира на интернет и кажува дека сега утре е bull market, тоа е, брат, че општо bull market е стандард, ние сите се радуваме. Утре, брат, ходол, тоа е. Разбираш, таа атмосферата. Ама, ако си трупаш да си менеш со пари што не ти треба, еден ден ќе станеш богат. А тоа, брат, че сам си устомачи кога ќе продаваш, брат, ја не може да ти кажам кога ќе продаваш. Така да, дран јариња, што да ти кажам. Дранкал ќе ми извадил оваквото, видео и сечуци ќе ми извадил. Господа, чујде, брат. Плюс тоа мојот канал е заштитен на YouTube, да не може никој да надува. YouTube самиот ќе те блокира. Шо ќе сечеш? Самиот YouTube ќе те блокира. Плюс ќе сечеш сигурно 10 на 20 луѓе што ме поддржуваат. Ќе ти пријават и пак ќе те блокират. И шо ќе направиш? Губиш си го времето. Ќе сечал, не сам бил управо. Ова е сигурно да видат 20-та некој. Шо не земеш на вај да му пишеш, да речеш, брат, шо бе, одеш контра Трамп? Зашо ќе те падат од работа? Зашо правиш драми? Дај Америка да направи Make America Great Again. Дај да извозиме на добар bull market. Толку луѓе се со години у крипто. Шо на него не му пишеш, брат, да му исечеш некое видео какви глупости лупа овај сатанист? Ки ми се чал, брат. Видео ќе ме прави. Гледај таа му кине, иди малку на туризам, олади малку. Че тие па со тие. Гледај, брат, Германија уиде да дојде. Шо сам бил управо? Управо сум за Германија дека оде у банкрот. Управо сум Европската унија и НАТО дека нема да постојат. Управо сум за Русија дека ќе ја победи Украина. Управо сум за војна дека се случи Украина. Управо сум за Кина на кој левел отиде. Управо сум за Биткоин, Етериум, Кардано. За Солана и Етериум дека се белото мече ги штитија. Дека ќе имат 300 чуда од хакови чуда. Управо сум дека Binance до сега берзата е со години стоја и никој не му се исчезнани парите. Сега американците ќе почнат војна против Binance. Те за тие работи сум, брат, управо.
Управил съм дека ќе седам дома 4 години, нема дом на работа, как ќе брмлям. Управил съм дека ќе играам игрички, ќе вземам токени. Управил съм дека нема да вземам никош амерички пасош, а можев, не го вземав. Управил съм дека нема да ги вземам тия амерички вакцини 17, 19, 12, колко и да се завода. Все што съм кажал, така. Сега, брат, не изпаднал октомври, ноември, декември. Па, брат, това види со Трамп. Он, брат, глед дека ги троши парите. И после Симпсон било за ебанци. Не е за ебанци. Гледай, брато, не може да пуща музика, такива ме. Гледай ги кинеизите, брат. Тия можно е да се пробвали да го хакнат Кардано. Кардано най-път имаше сериозен напад. Още на берзите се изпитува. Сериозно некой го беше пробал да му нащете. Гледай кина, брат. 158 км автопад само со дронови и роботи. 0 construction workers. Гледай. Ово я надгледал сега, не? Нема лето, зимо, веќе кино иде много напред, брат. Але ово, другари, јас сакав да почнем, леле, тука не ми дават, не може да направам, нема македонски пас, што може да го направам тај вторио YouTube канал пробав. До 2035 ќе биде много интересно, брат. Тоа у Етиопија што експлодира 10.000 години, брат. Нема пукано. Тоа веќе има прав у неколку држави. Лоши луди времења не чекат, другари, да знаете. Стелар гледате ли? Имаме го портфолио. Брат, ама тие со години стоја кај некој портфолио, ќе не чекат, брат. Тоа е. Скратил се од кафе, од цигари, од кафана, од облека, од телефони, од летување, зимување, како брачи со загуба. Мојот канал никош не е кажал да се става ајде стаја одма кеш ке станеш богат. Мене штетните навики. И да изгубиш у крипто, штетните навики си ги спасил, ке живеете 20 години повеќе од мене. Значи јас съм ви спасил 20 години од вашиот живот. Може тогава ќе ви се роде керка, синче, може тогава на свадба ќе одете, кај најдобриот другар, може тогава ќе требе од дека знам, лупам, да бидете најстрекени у живото, јас съм ви продолжил живото. Тоа е. Да ме плука некој што седе на компјутер и се труди, нели, да даде информација, наместо да има некој кафана, дискотека или некој бар таму или некој стриптиз бар како ти да ги имаше парите, другар моите, ки идеш и немаше ни да зуцнеш за крипто или за тоа што си го дознал. Така да џабе плукате. Како вие TikTok. Ја TikTok кажав дека никош нема да имам во живото. И него не користам, направив го пред некај 2 недели, заради тоа што Пајо сака да снима. Јас извинувам, Пајо сака да снима видео на TikTok и за Стар Атлас. Заради тоа го надофи и сите млади биле там. И ако разработувам во Македонија TikTok ми е за гейминг. Не ми уопште ниту читам за теории, и ако има јаки работи, ниту читам за теории, ниту читам за како се вика за крипто. Многу луѓе ме прашава шо тоа лити. Па те шо лити, другари? Не се со сигурност во земјани. Брат, каква дремка ме фана, страшна работа. Гледай. Шо е тоа, брачо, светка? Тоа е, брачо. Тоа е, планира тај лажен напад и едина позитивна работа за крипто е дека тие во земјани со сигурност нема да земат кеш и злато. Тоа е тоа, другари. Во земјани ќе дојдат тие од другата димензија. Ќе дојдат од другата димензија тие и многу лош ќе биде. Ќе не лажат там роботи направени у фабриките, ово од Марс, ова од Јупитер, ова е Tall White, ова е Grey, ова е ово.
И како ќе докажете? Ќе лажете дека се вонземјани за една светска влада, мора да го има таа лажни напад Project AKA Bloom. Project Bluebeam. И почнав да го со ръцете. Надремкаме в една страшна 10:30 сата. Чудна работа. Треба да апнам нешто банана и мед. Другари, мобето е луди времења не очекуват, а таму по тај океан, да знаете, не смееме да одеме да истражуваме, затоа што таму е пеколо луѓе. Запомнете ми ја думата. Тие од таму излават, не идат од озгоре, брат. Сите тие леталици што ги гледате, другари, излават од под океано и од вулканите. Не идат од надвор. Тај дел надвор не може да го поменате. Не сме равна земја, не верувам у тоа, верувам дека има повеќе димензии, чуда и повеќе светови и повеќе портали, затоа ќе прават сега новата серија Stargate. Точно на време едва чекам да ја видам. Тоа беше мојата омилена серија. Али тамо доле, другари, една работа ќе ви кажам. Ние у нас имаме живи кристали. Ајде да видиме коментар некој да пише што значи тоа. The Mariana Trench, 11,000 meters down, so deep that Mount Everest could sink here and still be swallowed whole. And just to make it И брат, лудна дремка ме фана. 11 kilometers is also the altitude where commercial planes. Нешто многу ми се спие. Тој истура дош. It's not Ладно. sky above you, it's water. We've mapped Mars more clearly than our own ocean. Да, мапата е Марс е и месечината е подобро откриена и мапирана отколку замислете си површината на океаните и на морињата. Значи замисли какви работи се кријат. Мобето е биткоин чуда и ово каже го биткоин и крипто да ми направат таква сума на пари, ја би истражувал. Али ја прво би истражувал нашите езера, брат. Нашите езера и реки би ги истражил. Таму има доста чуда. И историја, и археологија, и чуда има. Нашите езера, кои се повлечат уште толку, ќе најдат по 20, 30, 50 илјади години стари населби. Охрид, Преспа и Дојран. Кракен, другари, е сериозна берза и се повеќе и повеќе оде напред. Од тука се скараа, ве кажав милион пати и ги испадија, али се повеќе и повеќе оде напред. Ја би ја користил и би ја проучил. Гледајте сега. Еве, брато, ама ја ќе ти направам мисличко си, главата си есичи, брат, гледај. Том Ли, милиардер, шо вика, сега не е вика 7, вика he now sees 7 instead of 10, значи прето кажуваше 10, биткоин кој иде 125.000. Која е аналитиката? На 125.000 сите вика ќе стигне 150-170 и почнуваат аналитиката. Значи ако биткоин стигне 150-170 или 200, Ethereum лесно ќе стигне до 10-12.000. Така ли? Еве сега биткоин паѓа на 82.000 најниско, одма се мене аналитиката, овај вика 7.000 ќе биде највисоко. Ама не значи дека ќе управо, затоа што можно е па биткоин да напумпа, никој не знае колку ќе напумпа. Како може ја да знам вистината и да е точно ти да веруваш ја во што го зборам дека ќе е така, дека ја ќе знам точно колку у свето компании и луѓе ќе продават и ќе купат. И дали ќе манипулират. За ти да знаеш, за да ми веруваш 100%. Да, бе луѓе, јас зашо ја викам дигитално неписмени. Дигитално неписмени сте, јас сум кажал не било точно. Предпоставка, еве и Том Ли е кажал, беше кажал 10-12, па сега забара на 7. Значи, тука, другари, нема, ја кажав и така. Утре е друго. У друг свет сме. Утре сме у друг, затоа постои подкаст. Еден, друг, два, три, затоа прават секој ден подкаст. Ако е така, у јануари ќе каже, брат, виле, после 4 години ќе бидеме у bull market, кој колку фани, тоа е. Ништо нема да прогнозираме, ништо нема да правиме мет, ќе траеме, ќе немеме. И ти, другар, самиот ќе паднеш у депресија. Ако еве сите сега престанат да зборат за крипто, ти самиот ќе паднеш у депресија. Од како се случат работите, идеме, нели, паѓа криптото и сите тога, ти не си управо, ти не кажа. Па дека беше да ми кажеш пред тоа дека не сум управо. Имаше еден беше пишал, ќе видите, bear market ќе улеземе, ќе падне там на некои луди суми. Не е уште паднало, не е bear market. Не е bear market, другари, не е завршило. Не е завршило. Така да, паднало да, тоа е нормално, може да падне до 50, може да падне до 40, може да падне до 30, да речем. Лупам сега, нели, да паднем у најлошо сценарио. И пак имаме bull market.
Ке се върна, ако трябва на 125 и 600 ке направя, и 125 и 100 досгоре, ке направя, ама ке се върне и ке го направя. Че това е разликата биткоин, брат. Тук не може да си 100% сигурен, ама всеко ще оде контра от сите ще правят. Гледай. Ово трябва другар да те загрижва, не я, шо съм сборил. Това па само музики има. Я, братче, целта ми е, шо повече македонци да купат биткоин, Ethereum, Cardano, Solana, да речем Ripple, да живеят от staking rewards. И да се научат, ако сами гледат, да имат дисциплина, да почнат да гледат канали, да следят канали, не само мене, да почнат да гледат дисциплина. Значи всеки мозък може да найде нов коин, нов токен и всеки мозък е доволно интелигентен да сами да направи еволюция и да вземе да изгради своя стратегия на купи-продай. Моето нека ви е по-удобна точка от да видиш шо сборам, шо мислам, разбираш, па дали ке е така, нема ли така, па шо другите сборат. Ама ти само ако ке завършиш с мене, не ми трябва да ми пишеш коментар, брат, я нищо не те разбрав, ако не си ме разбрал, имаш ги каналите, един куп, ке ги пролисташ и ке разбереш. Все нещо ке найдеш някой брат, що ти отговара. Не е можно да не найдеш някой, що не ти отговаря. Ако не найдеш някой, тогава нещо проблема е до тебе. Така, другари, новай канал нема 100%. И вземи си едно милиниче да малко да колираш. Ово е най-интелигентното чудо на планетата, брат. Ово е воземянин, брат. Ово е воземянин. 1000% съм сигурен. Ово чудо я би чувало во какво. Не от тия отровните, я би чувал, брат, озимно да кажам. Ово чудо е страшна интелигенция. По-интелигентно от тия двайцата ще пиша негативен коментар. И кой ми се караше за Германия. И шо направи тази Германия, брат? От дръва нози. Шо направи гене? Мерцедес изгуби инвестиция, маркета го изгуби и локалното производство. Кинеите шо начека, модерна, комплетно модерна опремена фабрика от Мерцедес си я начека и са они си произведуват коли. И Мерцедес ки биде конкуренция на Кина, а овие у Москва и собра и фабриката. Защо? Оти оде я по-къло на НАТО. Гледай шо изгубия. Сериозен маркет изгубия. Русите имат все повеки пари. Я тука сиромашен руси не съм видал. Така, другари, чаве се за ядовете. Япония не знам со која къл, брат, кажав ја најпат, со која къл провоцира по Кина. Другар, сега кажувам, килите. Овај, Кина гледаш овик. Ке нападне без да предупреде. Може ги сбриши, брат. Я не верувам Япония да може да се отбрани. Шанси нема, брат. Кина какво наоръжание има, заедно с Русия какво наоръжание има, комбинирано, такво няма никой. Очите ми се затварят, ово никой ще ми се има случайно така. Япония така да, брат, не е във Втората светска война да излезат от филм. Те го, брат. 15 минути ги оставям, го гледайте, кой владее със свет. И аз съм кажал октомври, ноември, декември, така трябва да изпадне. И BlackRock не викаше така, брат. BlackRock не викаше така. Гледайте си го видеото. 15 минути да не я тупам. Гледайте го видеото и всеки ви стане ясно, другари. Овај стол се здрави, брат, дал Македония се купаме на добър стол. Америка дизайнове, шо ти кажа. Другари, мобето се листа тука за... Друго е вие колисте, друго аз съм 11 години. Имаше няколко месеци не листа впред и имаше такви луги. Брат, само ми кажи, брат. Брат, гледаш ли го вебсайто? Гледам, ама спомни, кажи нещо. Имаш ли различни видове на луги? Я излавам сега моментално за тия луги. Ако не геш, брат, най-при там стратегии, скапи си главата, там си правите си сотай, шо плуга. Гледате ли цел подкаст за двайца вас от саморото християнин? Посветив да ви не ве врегем. Аз се извинам, ако съм спомнал някакво сборчение 8 дигитално не писмени. Ама сакам да ви кажам и ки си скини в ово, Даниле, шо направи, брат? Не си знам силата.
Видели ли направи? И го скинав. Я да викам, имам някаква чудна сила от тия раците. Са па нема вие да дойдете стварно се тепаме, брат, трябва да бе. Гледай, брат. Давай. И брат, гледай фикс. И то много твърдо, бе. What? Каква блуза, брат? Кенет. Коле не го знам, брат. Ама вола. Иди в кура, после какво правим. Това е, дека попадна, гледай. Бе, брат, ко ти крена уния 20-та ме проканава. Дека го лезе там у компютъра, брат, ке заглаваш нещо на уладането ги. Дека, брат, кажи ми сега, гледате ли? Трудам се на македонците да ги оправям, они ми фърдат клетви урочиеме. Ке го залепам, с секундарен. Ще го нямам. Другаре, мобето е, държете се, днете се до пагия, уопще не ми трябва да ми кажеш дали съм оправил или не. Дръжи се там, найди си канали, ще се оправил и си чекайте bull market, трейдайте, правете, отворете си ваши канали. Тук ние вая публика ще си стоиме, кои ще ги отговаря и гледат и викат дека се на профит. Това е. Тия ке се дружим. Тия ще не ви отговаря. Чао, приятно, брат. А тия японците сега не идеят драма да правят, брат. Сега, брат. Кой ги хушка? И ова вика, не изпаднал каквото. Тук луги, тук е война. Тук е гражданска война, Гражданска война е тук, луги. Тук църните, афроамериканците изпотепават някакво бели, нищо не се прави. Нищо. И за това е спанав оправа, дека няма се направи. Председатело, се думи си 2 пъти абсен. Жива жена запали, брат. Увоз. Онай пред той уби брутално. Украинката. И Трамп се боря, човек, се мачи, ама ти около него не функционира. То Чикаго е, що да ти кажем, страшна работа. Некой прошиша. Тук ако излявам има гейт, ако излявам, брат излявам со толкова полека, гледам от комшиите, много лошо паркират тези колите, все джипаци, камиони имат. Тук некой път какви лудаци возят, брат, да има в амерички пасош, я мислям дека ки изтепа в некой. Не съм таков човек, ама стварно претерват, брат. Нема тук нели деца да виж по улицата, ама на неколко пъти ке ме собере, аз се жил. Здравив се на вай стол, бе. Колко време седаме? Нещо, вай стол, се жалам, леле и 50 до минути. Мобето, другари, е да си правим мобет, разбираш. Аз съм таков човек. Сега, ке частам я за лошо ми правите дружство. Аз съм таков, сега сам съм, шо да направим. Сит се на работа, брат. Сит се на работа, брат. Не, звониш на вай да идеме на, брат, ке работим утре. А на вай, брат, трябва да возаме не сада до тебе. Она, трябва 2 сада, това е 30 минути. Нема с кой да излезеш в Америка. И ако излезеш, ке налиташ на някаква будала и на някакъв проблем. Пули си ги до теб. На 2 пуни линии ула от тебе. Гледа си на телефона, брат. На цървено застанава телефона, брат. Зелено стоe. Чекал съм, веднъж като вика май няма да свирам. И седя си го целия семафор и на какво и му крена на цървено помина. И сигурно е добил тикет. Мобето да си правим мобет. Луге и мало съвет на мудрици у времето на Александър Македонски и на Филип, съвет да я мозгаме, разбираш. Ти се нещо, пишете коментар, пиши коментар, ти шо мислиш, брат, дека ке се деси за да YouTube да не те го избрише ово. Пиши, брат, я мислам дека ти не си управо, ама я мислам дека ке се случи така и така. Разбираш, толкова и толкова ке отиде биткоин или защо и да не съм управо, пиши един добър коментар, а не сакаш ли я ти сечам, брат, кол маленьките деца, брат. Той е сигурно и възрастен мач, че им знае. Сакаш ли я ти сечам видео, да ти докажем дека не си управа. Тало, трала, лале. Пиши коментар защо не си управа. Това. Я мислям така ки биди и това да има на дебата. Онки ми си чел, брат, видеята, я не съм бил управо. И шо, брат? Не съм бил управо. И шо? Ама ти ке отвараш криптоакадемия. И ти ли ке дойдеш у нея? Не. Тая ще мисли дека ке научи нещо, ке дойде, ке види, нема да научи, нека ме плюка. Явно му даваме, брат, нищо не научи в глупости. Тамо и то е. Разбираш, ке направям я пари, ало ти ли беше не задоволен, да. Те ти илядо
евра и 1000 долари назад и то е, брат, ки ми прости и то е. Дава 1000 евра, довади го Криптоакадемията, нищо не научил, не е задоволен, оде си, от Криптоакадемията си оде и фак. А не, добре. Я мисля в аларма съм го изключил и трябва да го включим ово, гледате ли. Вчера изпощив, сега съм 3 плюс, значи 44 минути за next check-in. От ако забравям, овия се рестартират и одат на един буст. 7 дена сум у загуба плюс 25 буст, значи върнав се на един. Трябва да стигнам до 20, мислям, ако не се лажам. Уши 15 дена има, значи ще стигнам до 20 и после следния airdrop ќе бидат валда от 20 лева ќе почнам. Ќе видиме. Мобето е другар, я не целото. Но просто на къде пиши, у коментар пише, ма така голем. И не културен, но ти гледаш YouTube онадува, не знам дали сте попцувало коментаро. Пиши коментар, брат, не си управо ти, окей, това го разбрав дека не съм управо. Ама я мислям дека ги случи така. То ги се случи со биткоин, то ги се случи со коини не съм управо, то ги се случи со Америка, со Кина или зашо е да не съм управо. То ги се случи со бер маркето, да видиме, нели да можеш да знаеш па нещо, можеш стварно нещо да погодиш. Разбираш, и онай што беше пишал да ми ядеш онова. Пиши и ти, бе, другар, защо да те го ядам? Речи, брат, не ми се свига той и то, промени го той и то и то е. Додеме напред, брат, шо ти ги напишеш негативен коментар? Унищожи си я кармата. И аз се трудам, брат, трудам се да го измозгам. И я две очи имам, разбираш, трудам се да две уши да го измозгам, брат. Да го измозгам, да видиме, нели, дали ки сме управо. Ево, вие 10 милиони, брат. Тексас станува првата држава у Америка што инвестира 10 милиони у стратегик резерв за биткоин. Я не лечов Македонија зашо не смене златото и кеш надолу. И за тоа ли не сум управа? Треба да не смене. За кое не сум управа? Не може да ги разберам овие луѓе. Пиши, она как ќе остане, нема да знам зашо не сум управа. Пиши да видиме. Ово гнасното сворење со скршената рака тогава што го казни Господ. Гледай, JP Morgan се биткоин ќе стане ќе се треда до тај степен што ќе стане 240.000. Пиши му на него, е милиардер. Пиши му, брат, не си управил. До вчера плугаше за во. Он до вчера плугаше за во. Банкар, милиардер на најмокната банка, еден од највлијателните луѓе тука, плугаше за биткоин пирамидална шема, и тогава имаше македонец што вика, не си управил, гледай кој он што зборе, кој он, кој си ти? Тие што со старата гарда тука што помнат, брат, ја одев контра милиардери, најмокниот човек, му викав, брат, не си управил, ја му викав на него. Ама ја испаднав, управил дека он не е управил. Ово не знам дали го кажа ако што треба. Америката блокира компјутеро, шо, брат? И за воля не сум управил, дека американците гледај. Че американецо се жале. Друг што ми беше пријател пишал, брата, бе ти у Америка, они мисли тука Америка мед и млеко тече. Бујрам, што не дојдете? Ама не може да извадам виза. Па ти си глуп, не можеш да извадиш виза, ама ќе дојдеш у Америка, ќе ни кажуваш на нас дека не сме управил. Глуп си, ако не можеш да извадиш америчка виза. Ја како извадив? Ниту сум дете на богаташи, ниту имам факултетно, ништо. Улегнав в америчката амбасада, викам, ќе ми дајете виза. Ти си ти ми гледа, така, и ми даде виза, брат, таа стана женичката заедно да види која е таа будала што кажа дека 100%, има сведоци. Идете прашајте америчката амбасада снимана. Уидов, викам, другар, еве го авионски билет купене, вие ќе ми дајете на мен виза. Тај вика, ама како бе така, дечко, ние ќе ми дајете виза. Јас сум дел да ми дајете виза, нема логика да ме одбиете. И ми даде виза, типо, вика, дете виза. $700 елка, брат. $700 од шо е бе таа, бе, брат, елка? Од злато. Тука сега кај мен да имам 10 елки ќе ти ги наберам ово, ќе ме затвора 200 години. 10 елки ќе ти ги онадам. На секаде ги има, брат. И овие луѓето културни за да не сечат, и овие гледаш е, брат. За кинеско производство, што машинско производство, што сигурно е, да речеме, $30 е. Дај 40 нека е у пластика ефтино. Брат, $700, брат. Гледај, брат, гледај. Гледај. Морам да идам там да видим тоа чудо. И за воля, брат, не бев управо. Тие што знаат, пред 22 години, кажав 2025.
Сега коя сме? 2025. Кина. Не може, много ми е криво тия YouTube, ще ми ги избрешават тия старите подкасти. Ама имам. На Facebook, на Мистерия групата имам докази, имам луги, шо спомнат и бяха шокирани. Вика, брата, бе, ти вика тия работи ще ги избориш. За Путин, за Кина, за Америка, за вакцини, за COVID. Първия македонец ще е кажал дека има COVID, брат. Нема друг. Не може да го кажем, на македонски новинар му кажа, ке се случи това и това. У Македония одека ки улезе COVID-о. И за това ли не ме вобрава? Че ти не ме познаваш, ама не си оправил. Защо не съм оправил? Пиши защо не съм оправил. Що не съм оправил и що ти мислиш дека се случи? Не било право, брат. Гледаш, аз се нервирам и защо и един човек, братче, братче, као теле шарена, брата, тук, брат. На 600 позитивни коментари, брат, ти 600 лайкови и коментарите нямат ставано на твоя Фейсбук, съм сигурен, никой от тия приятели, другари, брат. Що значи, ти път за нищо не си оправил. Другари, мога малко драма, да ви по-интересно. Ама место тази музика, брат. После ми ги блокират. Кина, брат. Немале ядели инсекти, немале леп да ядат. У Македония вие имате да ядете, брат. Там от GMO и пестициди ядете, Кина немало леп да ядат. Тук донасят до мене най-големия маркет за кинеска храна, колегнав ковидов цените. Брат ще се шардисав и това квалитетни, брат, чуда има. Купувал сум и сум ядел. И Кина немало шо да яде, брат. Тук маркето от пиле млеко, брат. Риби, от морска храна. Вие сте ядели толкова, брат. Там една туна и една сардина сте ядели от морска храна. Кина ки ядела инсекти, шо съм ги сборил Кина, брат, от подкасто. Боже се чуе, брат. Всекакви будали има в Македония, брат. Всекакви будали. Възборив ли го, бе? Чекай, бе, толкова мисля така. Гледай. Некой лудак е купил кру и то, брат, това е рер. Шо е много чудно. $1350. И не може да знам шефите дали сам си го е купил, за да го изрекламира. Ово е нереална цена. Трябва да внимавате. Rare. Legendary е $150. Да. Аномалия може да стигне до 3000-5000. Да. Ама аномалия атрибут е една работа, а тук класата е друга. Значи класата трябва да е аномалия. Значи, брат, не ми е ясно какво може. И еви друг имаше продадено за... Гледай. Ама ме, брат. $1500. 11 солана. Аномалия боди. А па е рер. Брат. Не. Ово е некой или е направил катастрофална грешка, е мислил аномалията дека е. Той се е заебал страшно, брат, се е заебал. Пошо може да направите такви финти, па я знам дека има стаяно. Я имам стаяно, ма тръгнав, жал ме фана. Понапред става така, например, за луги ще не разбират, ки му става и овай мисли дека аномалия. Ей, добро е, това ще ми текна да спомня да не се изглупирате, мада в Македония сигурно няма някой да даде такви луди пари. Ама не па да дадете $100 за нещо, ще не вреде. Значи тие ще планирате купите екипаж и брод, да ми пишете от един македонец, до сега виж има купено $170 брод, що не трябва да го купи. Ай пас рекия тай Rescue опция има, Medical и Rescue, натамо како ќе се стане играта, може да го потребува специални операции да речеме. Ама внимавайте, ако сакате да купувате това, пишете, брат, оти класификацията е друга. Гледате ли, тука, например, от Trades, хайде бе, брат, Rarity, и тук изберете, гледате ли, и то може да го купил Rare, брат, не ме се бая, брат, то е $1,50. Такво се купува, а гледа аномалията, да речеме, ева аномалията, 15 Ethereum, 15 ово какво, 2200, ама аномалия и плюс е 34 брой. Много мало NFT тук, гледате ли? Ябко крена некой път да покажем се просто. 34 е тук броя, значи това, да. Ово какво, я да имам кеш, нямам кеш сега, трамчо, да не се жалам па. Не ми даде да работаме на година нищо и 4 години бе внели от Staking Rewards и тази година не успяв. Ако не и купев City, пайо завай ли ми сбориш? What the fuck, bro? 195, 17, леле, ова е 17 криран. 195
Solana, тоа е 27.330. Бро, what the fuck, значи еве да речеме 196, ајде 196 по. Solana викат ќе стигне $700, ај 800 ќе остане. Брат, 156 па ти да си купиш Solana и да чекаш Solana-та, брат, ќе направиш $156, овај $156 нема никош да стигне. Душа никош. 2045 може ќе стигне ако играта стане со 5 милиона играчи. Значи 2030 ако играта достигне 3 милиони играчи, ово може да стигне до 100.000 вредност. Ако 2035 играта стигне 5 милиони играчи, може да стигне 156-200. Да стане толку редок, да речеме. Пошто Јалоков немам видено. Па ако ми го покажа, викам what the fuck. Ја немам видено до Јалоков. Јас сам 4 години луѓе у играта, ја немам видено овакво нешто. Ово е human male, овој човек, кажи го, мат, фракцијата, ја немам видено овакво, брат. Немам, замислете си, немам видено. Немам видено овакво аномалија 17 и чекај па ако кажуваш и тука дека му е телото му е, гледаш, бади аномалија, косата му е аномалија, Augment Rarity му е аномалија. Augment Rarity, шо беше? Augment Rarity. Денека пише некој коментар, шо беше Augment Rarity? Augment Rarity. Да не е ово? Не знам шо е Augment Rarity, honestly. И Trinket Rarity, брат. Не, Trinket е ово, фактички. Така ли ќе му дое? Денека ме коригира некој. Trinket мора да е ово. И косата, брат. Немам видено оваков. Гледаш, тоа аномалија, многу ретко чудо. Шо е друго е командант у Major. Flight. Фак, ово па некој видов. Flight аномалија. Овакво немам видено. Па ја не знам дали за тоа ми збориш. Flight аномалија. Ово вреде стварно. Ја немам видено овакво луѓе до сега. Имам прегледано и лјадници. Ја немам видено овакво нешто. Лет аномалија. What the fuck, па ти ово да го имаш, колку ти дава, бе? Кој ќе го прават играта? Брат, ја викам тоа, Пајо, шо збора тај човек? Пајо, ти видела си го во, бе, брат? Немам видено Пунап. Пунап немам видено, другари. Чек. Немам видено Пунап. Пунап се овие маленките. Сега па ќе вртам и ќе нема. Класа, кој ги тражи сега, брат? Овие се Пунап. Да не го купив? Шо не знав? Тоа е моето, брат, изгледа. Ја екам, бро, шо не знав? Овие, брат, овакво немам видено аномалија. Како е да е, другари, чекай да направиме рефреш да видим ке се врнали дека треба. Мобето е некој лудак нешто е направил што не треба. И тука завршуваме од вчера. Нема, другари, тоа е. Леле, колко јас се забрамблав? Мале, саат 13. Чекај да е саат 14, да не е малерска минутата, тие па имат суеверие, нема да гледат. Чекај да security will host a meeting to discuss regulatory changes in corporate governments and tokenization of... Па ајде, брат, декември 4. Декември 4 да видим. Моментално, другари, јас сум тука, а вие сте околу мене, гледате тука подкасто, шо правиме си, шо вика другите, филм да ќе станеме многу богати. И ајде Трамчо, ајде. Ово ќе подпишиш, тоа ќе подпишиш, ајде, македонците ми живи из идеја, брат. Binance signing big deal with Vietnam. Хоши. Со Виетнам? Хоши, City Block with Binance to shape Vietnam International Financial Center.
Чекай малку да видим, брат, Виетнам. Колку милиони беа? How many millions live in Vietnam? Ja, pa how many millions? Holy shit, 101 милион 840.000 популацијата на Виетнам. Машала, брат, тие сите да купат, брат, тети бул маркет, брат. 101 милион. Шо? Ама со тие песни, брат. Не, бе, тие Кина се, брат. Овие Венецуела. Ке биде заебано. Шо? Four Dimension Infinity Mirror. What? Не е можно, брат. Шо ми збореш, брат? Брат, како може да... Замисли овај која димензија е типо, брат? Шо ми збореш, брат? Ово не е CGI, брат. Ја по CGI, ај. Брат, ја мислев дека се ја лутали, има и полуди од мене. Дефинитивно има полуди од мене. Јас сам овај, не знам што зборам, вие сте овие тука и како ќе направиме пари, не знам. What? Другари, мина... загубив компјутерот. Неа, тоа е. Уидов да јадам блашко, банана и мед. Nightlife in China. 11 PM, тука у Америка, после 8 кој се стемне, не дај Боже да изгледаш ту тепот. Во со вулканите е заебано, значи у Македонија ќе почне да тресе багемити. Така да, луѓе, внимавајте, ако тресе, бегајте надвор, дека низ цел свет се активират и вулкани се живо, значи Македонија е на сериозна такво подрачје, така да посебно ти у Скопје, многу да внимавате, у Скопје се очекува и 9 да удари. По теоријата на заговор, сега да не ја плашам. Може па нема да испаднам управо и добро е да не испаднам управо. Мада до сега тоа е, другари, джаве, врател, не врател, минаа тоа минутите. Чао, другари, кој сака, кој му интересно вака те да се дружиме да гледа, кој мисли дека ќе научи нешто да гледа, кој не, да дојде на академијата па по да си попита. Пишете коментари што ве интересира да брмлям, да речеме, нешто за крипто, што ве интересира, пишете коментари. У која насока сакате да направам, да речеме, едно видео, да видиме дали тоа ќе ви е интересно. И у Македонија кој дом ќе биде поинтересно, Славе ќе биде тука, други луѓе ќе уклучуваме, ќе собереме на една тркалезна маса, од тие што коментират, највеќе коментирал, брато го викаме, разбираш, да покаже портфолиото, да каже што мисле, да речеме. Разбираш, да каже стратегија, еве јас сум едел кафе, цигари, чуда дека може од там пари да се најдат, па он може да каже од друго место пари легално. Така да тоа е, брат, дај да биде оноа, кажи го, да што се вика да утепаме време додека чекаме бул маркетот. Еве, пиши негативен коментар, 20, брат, наш спрема 6. Да, другари там. Одете средете си ги домашните проблеми со кои што ги имате сигурно, брата, лечите комплекси кај мене. Да. Тоа е. Чао, другари, и трупајте си технологија од парите што не ви требат. Ако не е овај бул маркет, сум кажал, следниот нема дека да бегат. Дефинитивно ќе си направите некоја паричка. Само и само ако купувате технологија. Со мамите и со другите фантазии што сте ги избрале, со среќа да ви е. Чао.